Ученици, добро дојдовте во училница. Јас сум Анита Топалова, наставник по физика во Основното училиште Крстен Исирков од Скопје. Во оваа видеолекција ќе продолжиме да говориме на тема звук, поточно ќе го разгледаме движењето на воздушните честички. Ова е наставна содржина која е наменета за учениците од 9-то одделение. Кои се целите на наставната содржина? Ученикот да објаснува својства на звукот преку движење на воздушните честички, да објаснува дека звучните бранови пренесуваат енергија без движење на честичките од изворот до детекторот. Додека следиш ова видео содржина, потребно е пред себе да имаш пенкало или молив, листови хартија или тетрадка. Во текот на наставната содржина, која ќе ја проследиш со ова видео, ќе најдеш на овие два символа. Кога ќе го забележиш овој символ, тоа значи дека треба да го сопреш видеото, а кога ќе го забележиш овој символ, тоа значи дека треба да запишеш во твојата тетрадка. За успешно да ги совладаш и да ги разбереш поимите со кои што ќе се сретнеш во оваа наставна содржина, треба да знаеш што е бран, какви видови на бранови има, каков бран е звукот кога тој се шири низ воздушна средина. Ако се сеќаваш, овие поими ги обработивме во претходната наставна содржина, насловена како осцилации и звук. Што ќе учиме во оваа наставна содржина? Во оваа наставна содржина ќе го објасниме ширењето на звукот во воздушна средина преку движењето на воздушните честички. Ќе учиме низ кои средини звукот може да се шири и со каква брзина се шири звукот во средините. Да се потсетиме. Каков бран е звукот кој патува низ воздушната средина? Звукот низ воздушната средина се шири, односно патува како лонгитудинален бран. За кој бран велевме дека е лонгитудинален бран? Бранот кај кој честичките на средината осцилира во правец на простирање на бранот го нарековме лонгитудинален бран. За да го објасниме простирањето на звукот во воздухот преку движењето на воздушните честички, ќе се послужиме со следната анимација. Во анимацијата забележуваме дека звучникот осцилира и при тоа се создаваат осцилации. Тие осцилации се пренесуваат низ воздушната средина се до увото како детектор на звукот. При простирањето на осцилациите кои ги произведува звучникот низ воздушната средина, во воздушната средина настануваат промени. Тие промени се забележуваат како светли и темни области. Светлите области се наречени области со згуснување, со разредување, а темните области се наречени области со згуснување. Да заклучиме. При ширење на звукот се создаваат области со згуснување и области со разредување. Како се формираат овие области со згуснување и разредување во воздушната средина? За да го објасниме формирањето на овие области, ќе се послужиме со следната слика. Ќе замислиме дека во воздухот има 5 честички и кога низ воздухот не се шири звучен бран, овие честички се наоѓаат во мирување, односно се наоѓаат во нивната рамнотежна положба. Кога низ воздухот ќе почне да се шири звучен бран, односно да се шират осцилации, најнапред ќе започне да осцилира честичката која што е најблиску до изворот на звук. Таа ќе се помести надесно во однос на својата рамнотежна положба и ќе стигне до втората честичка и ќе ја турне. Бидејќи воздухот е еластична средина, првата честичка ќе се врати во рамнотежната положба, а за тоа време втората честичка стигнала до третата честичка и ја турнала. Во следниот момент, првата честичка ќе се помести налево во однос на својата рамнотежна положба, втората честичка ќе се врати во рамнотежната положба, а третата честичка стигнала до четвртата честичка. Во следниот момент, првата честичка ќе се врати во својата рамнотежна положба, за истото тоа време, втората честичка ќе се помести налево,
третата честичка ќе се врати во рамнотежната положба, а четвртата честичка ќе стигне до петата честичка и ќе ја турне. Бидејќи воздухот не се состои од 5 честички, туку се состои од многу повеќе честички, и ако секоја од тие честички го следи движењето, односно се движи како овие 5 честички, тогаш ќе настане како резултат на тоа осцилаторно движење на честичките, ќе настанат овие области со згуснување и разредување. Да споредиме последната ситуација, значи на сликата, со почетната ситуација. Ова беше ситуација кога честичките се наоѓаат во рамнотежна положба и низ воздухот не се ширеше звук. Ова е ситуација кога честичките имаат, односно осцилираат, осцилаторно се движат околу своите рамнотежни положби, кога низ средината се простира звук. Забележуваме дека имаме промена во растојанието меѓу честичките. Растојанието меѓу првата и втората честичка се намалило, исто така се намалило и растојанието меѓу четвртата и петата честичка, додека растојанието меѓу втората честичка и четвртата честичка се зголеми. Бидејќи овде, значи во воздушната средина, има повеќе такви честички, тоа значи дека како резултат на тие зголемување и намалување на растојанијата меѓу честичките, всушност се зголемува на одредено растојание или во одреден простор се зголемува бројот на честичките и како резултат на тоа се формира област со згуснување. Во просторот каде што имаме разделување или зголемување на растојанието меѓу честичките, во тој простор се наоѓаат помал број воздушни честички и таа област каде што се забележува помал број на воздушни честички се нарекува област со разредување. За полесно да го разбереме движењето на звучниот бран низ воздушната средина, ќе се послужиме со анимацијата која се наоѓа на овој линк. Да погледнеме анимацијата. Одиме во делот каде што е представена анимацијата. Ова анимација ни го визуализира движењето на звучниот бран низ воздушната средина. Црната стрелка ни го покажува движењето на бранот, а црвената стрелка го следи движењето на воздушната честичка кога во воздушната средина имаме простирање на звучен бран. Забележуваме дека она што се движи или патува низ воздушната средина е бранот, додека честичките од средината не патуваат со бранот, тие едноставно осцилираат околу својата рамнотежна положба, движејќи се лево-десно или напред-назад во однос на својата рамнотежна положба. Како се формира лонгитудинален бран? Објаснувањето за тоа како се формира лонгитудиналниот бран се наоѓа во содржината на овој текст. Стопирај го видеото и содржината на овој текст препиши ја во твојата тетрадка. Да погледнеме сликата на која што ни се представени области со разредување и области со згуснување. Да ги погледнеме прво областите со згуснување. Тоа се овие области. Забележуваме дека во тие области имаме поголем број на честички. Поголемиот број на честички значи поголема количина на воздух во тие области, а поголемата количина на воздух тоа значи дека во тие области ќе имаме повисок притисок. Па можеме да заклучиме дека областите со згуснување се всушност области со висок притисок. За разлика од нив, областите во кои што имаме разредување, забележуваме дека во тие области имаме помал број на честички, помала количина на воздух, тоа значи дека во тие области имаме понизок притисок. Можеме да заклучиме дека областите со разредување се области со низок притисок. Овие, стопирај го видеото и овие заклучоци заедно со сликата запиши ги во твојата, односно сликата прецртаја, а заклучоците ги запиши ги во твојата тетрадка. Ако случувањата кои настануваат во воздушната средина, кога низ неа поминува звучен бран, ги споредиме со трансверзалниот бран. Да се потсетиме, трансверзален бран беше оној бран
кај кој што частичките на средината осцилираа нормално на правецот на простирање на бранот. Забележуваме дека областите во кои настанува згуснување одговараат на брегот на трансверзалниот бран, а додека областите во кои имаме разредување, односно тоа беа области со низок воздушен привисок, одговараат на делот од трансверзалниот бран кој ние го нарековме дол. Еден брег и еден дол формираат еден трансверзален бран. Едно згуснување и една област со разредување формира еден лонгитудинален бран. Знаејќи го ова, ние можеме да ги изброиме брановите. Така во горната ситуација кај трансверзалниот бран имаме еден брег, еден дол, еден бран, следен брег, следен дол, втор бран, овој овде трет бран и така натаму. Кај сликата на која што е представен лонгитудиналниот бран, значи имаме едно згуснување и една област со разредување, еден бран, следното згуснување и разредување, вториот бран, па доаѓа третиот бран и така натаму. Низ кои материјални средини може да патува звукот? Звукот може да патува низ средина во тврда, течна и гасовита агрегатна состојба. Стопирај го видеото и овој исказ запиши го во твојата тетрадка. За да се увериш дека звукот патува низ средина во тврда агрегатна состојба, можеш да ја изведеш оваа активност. Доколку одлучиш да ја изведеш активноста, стопирај го видеото, прочитај ја активноста, изведи ја активноста и откако ќе ја направиш активноста, односно ќе го направиш експериментот, запиши ги одговорите на поставените прашања во твојата тетрадка. Исто така е понудена активност со реден број 2, која исто така може со која може, ако ја изведеш, да утврдиш, односно да се увериш дека звукот патува во тврда агрегатна состојба. Стопирај го видеото, исчитај ја содржината на активноста, откако ќе ја изведеш активноста, одговори на прашањата и одговорите запиши ги во твојата тетрадка. Ако не се одлучи да изведеш ниту еден од овие експерименти, опишани претходно, тогаш, за да се увериш дека звукот навистина патува во тврда средина, може би ќе те увери следниот експеримент. Направен е видеозапис на тој експеримент, ќе го погледнеме заедно. Значи, на звучник се поставени честички кои што се наоѓаат во тврда агрегатна состојба. Во оваа ситуација звучникот не работи, не осцилира, тоа значи дека и частичките не осцилираат, односно се наоѓаат во рамнотежна положба или мируваат. Да видиме што ќе се случи со частичките кога звучникот ќе започне да осцилира. Забележувам дека кога звучникот започнува да осцилира, започнуваат да осцилираат и частичките кои што се наоѓаат на него. Тоа значи дека звукот се пренесува и може да патува низ средини кои се наоѓаат во тврда агрегатна состојба. За да се увериш дали звукот патува во течности, можеш да ја изведеш оваа активност. Стопирај го видеото, исчитај ја активноста, постапи според напастијата и откако ќе го изведеш експериментот, значи запиши ги одговорите заедно со заклучокот во твојата тетрадка. Доколку не се одлучи да ја изведеш активноста, дека звукот навистина може да патува во течности, може да се увериш ако го погледнеш следниот видеозапис. Во овој видеозапис направен експеримент во една чаша, значи една чаша се полна со вода се поставува пред извор на звук и забележуваме дека кога звучникот не е пуштен, површината на водата е мирна. Да видиме што ќе се случи кога звучникот започнува да осцилира.
Значи, забележавме дека во еден момент, дека кога звучникот започнува да изведува осцилаторни движења, тие осцилации може да се забележат на површината на водата во чашата. Тоа ни е доказ дека звукот може да се шири течности. За да се увериш дека звукот навистина патува во гасови, можеш да го погледнеш овој видеозапис. Запалена свеќа се поставува пред извор на звук, односно пред звучник. Кога звучникот е исклучен, односно не осцилира, пламенот на свеќата мирува. Да видиме што ќе се случи кога звучникот започнува да изведува осцилаторни движења. Кога звучникот осцилира, звучните осцилации се пренесуваат низ воздушната средина и стигнуваат до пламенот на свеќата. Кога звучните осцилации пренесени низ воздушната средина ќе стигнат до пламенот на свеќата, односно тој пламен започнува да осцилира во ритмот на осцилациите кои ги произведува изворот на звук, во овој случај звучникот. Видовме дека звукот може да патува во средини со различна агрегатна состојба, но дали звукот низ различни средини се движи со иста брзина? Секако дека не. Брзината на ширењето на звукот во различни средини е различна. Најголема е брзината на звукот во тврда средина, а е најмала во гасовита средина. Запри го видеото и запиши го во својата тетрадка овој исказ. На крајот од оваа видео лекција, за да провериш колку си научил или колку си научила, можеш да одговориш на следните прашања. Поставени се прашања од 4 нивоа. За да одговориш на прашањата, стопирај го видеото и прочитај ги прашањата, а потоа одговорите на поставените прашања запиши ги во твојата тетрадка. Истото направи го и во следнава ситуација кога ги разгледуваш прашањата со реден број од 4 до 6. Следи по едно прашање од второ ниво и од трето ниво. Исто така и тука стопирај го видеото, прочитај ги прашањата и одговорите на зададените прашања, запиши ги во твојата тетрадка. И на крај имаме прашање од четврто ниво. Поставени се 2 прашања, исчитај ги прашањата и одговорите на поставените прашања, запиши ги во твојата тетрадка. За да се увериш дали правилно си одговорил, односно си одговорила на зададените прашања, во овој дел се понудени одговори на истите прашања. Сопри го видеото и спореди ги твоите одговори со одговорите во видео лекцијата. Тука се зададени одговорите на прашањата со реден број од 4 до 6. Потоа следат одговори на прашањата од ниво разбирање и одговор на прашањата од третото ниво примена. И на крај ни се зададени одговорите на прашањата од четврто ниво. Сега стигнавме до делот каде што ќе проговориме малку за примена на знаењата од физиката во секојдневието. Ние сме сведоци на многу настани или појави во секојдневниот живот. Повеќето од тие појави се придружени со последици. За да ги решиш успешно проблемите со кои се соочуваш во секојдневието, односно за да ги избегнеш последиците од појавите, потребно е да поседуваш вестини за критичко размислување и решавање на проблеми. Физиката е една од алатките која ќе ти помогне во процесот на критичко размислување, а воедно ќе ти помогне и да донесеш правилна одлука. Ајде да разгледаме еден таков настан од секојдневниот живот, каде што физиката може да ти помогне да донесеш правилна одлука.
Играта со топка е многу често дел од твоето секојдневие и кога играш со топка ти си задоволен. Дали играњето со топка може да ти направи проблеми и колку од она што си го учел, односно учела по предметот физика, ќе ти овозможи да видиш чекор пред последиците, односно твоето задоволство да трае по завршувањето на играта. Најчесто, проблемот кој што си го споделувате меѓу себе кога играте со топка е дека соседите се лутат, родителите ме казнуваат, иако знаат дека спортувањето е добро за здравјето. Нема да има проблем ако знам. Топката е извор на звук, звукот од топката не е пријатен за слушање, звукот патува низ тврди тела, соседите ќе реагираат, иако прозорците од домот им се затворени. Одлука која треба да ја донесам. Ќе играм на игралиште. Да размислам дали играњето топка на игралиште нема да ми направи нов проблем. Топката е извор на звук и јас го слушам звукот. Звукот се шири низ воздухот. Воздушните честички осцилираат, иако јас не ги гледам. Кога има движење, се пренесува енергија. Што ако има и други честички во воздухот кои не ги гледам? Можеби, ако има звук, не само енергија ќе се пренесат и тие. Одлука. Ке играм игри со топка, например игри во кои топката се тркала, затоа што така не се произведува звук. Да размислам. Зборот тркалање го споменавме во физиката. Што ако топката се тркала и при тоа тркалање се јавува сила на триење? Телата се електризираат со триење. Можеби частичките ќе се наелектризираат и ќе се привлечат кон топката. Топката ја допирам со рацете. Со рацете случајно ќе си го допрам лицето. Одлука. Денес ќе останам дома или откако ќе се информирам за случувањата во текот на денешниот ден, ќе одлучам дали да идам да играм со топка. Кога размислуваме за физиката и секојдневието на овој начин, нашите претпоставки не мора да бидат точни, но секако не потикнуваат да размислуваме. А кога размислуваме, ние стануваме предпазливи. Затоа учи за звукот и неговите својства и биди чекор пред последиците. Ако продолжиш да размислуваш, учиш, применуваш, ќе бидеш чекор пред случувањата и задоволството ќе биде долготрајно не само за тебе, туку и за сите останати. Ви благодарам на вниманието.